Почитувани колеги, продолжуваме со предавањето кое што го започнавме во живо, додека се уште се одвиваше наставата, а тоа е етиологијата на пародонталната болест. Доколку внимателно следете и доколку прочитавте во интернетна скрипта, се сеќавате дека основниот етиолошки фактор за настанување на пародонталната болест се микроорганизмите од денталниот плак. Меѓутоа, етиологијата, уште кога ви зборував на часот, спомнав дека е многу комплексна, сложена и дека се случуваат и други фактори кои што значително придонесуваат за настанување, но и за прогресијата на болест. Тие други фактори може да се групираат во две групи: локални партиципирачки фактори, како и општи предиспонирачки фактори. Денеска накратко ќе се задржиме на локалните партиципирачки фактори и тоа само на некои од нив, а следното предавање кое што ќе ви биде на ист начин електронски пренесено офлайн, ќе биде уште позначено, а се однесува на јатрогените фактори. Имено, локалните партиципирачки фактори се значајни фактори од аспект на тоа што вие мора да ги знаете нив, затоа што при спроведување на терапијата на пародонталната болест треба да бидат и тие отстранети, инаку немате успех со третманот на пародонталната болест. Тие локални партиципирачки фактори се задниот камен, кој што вам ви е добро познат, конкрементите, останати наслаги на зъбите, јатрогени фактори, импакција на храна, лоши навики, анатомски аномалии, кариес и неодредени лезии или повреди на гингивата. Освен тие локални партиципирачки фактори, во етиологијата на пародонталната болест значаен придонес имаат и општите предиспонирачки фактори кои што го прават организмот на индивидуата да биде многу подсуствителен кон дејството на локалните етиолошки фактори. И во таа група на општи предиспонирачки фактори спаѓаат крвните заболувања, ендокрините заболувања, делување на различни токсични супстанции, наследни фактори и старење, за што ќе имате одделно предавање. Она што денеска накратко ќе се задржиме се локалните етиолошки фактори и тоа се на супрагингивалниот зъбен камен. Што представува тој? Вие него на практичната настава и најчесто ќе го отстранувате, но немојте да мислите дека само со отстранување на зъбниот камен е спроведена терапијата на пародонталната болест. Зъбниот камен представува пред се минерализиран дентален плак. Минералите за настанување на зъбниот камен потекнуваат од плунката и затоа е и наречен саливарен калкулус. Во својот состав содржи некаде од 70 до 90% неоргански материи, а остатокот отпаѓа на органските материи. Минерализацијата на биофилмот се одвива доста брзо и тоа настанува некаде од 12 до 14 ден од создавањето на денталниот плак. Колку брзо ќе се создава денталниот плак зависи од повеќе фактори. Зависи од составот на плунката, дали во плунката се присутни голем број на минерали од типот на калциум, фосфатни соли и така натака. Понатаму од тека на плунката, дали плунката е покисела по состав, кога има и поголема можност за преципитација на калциумовите и фосфатните соли, како и од оралната хигиена. За зъбниот камен постојат предилекциони места, кои што можете да ги видите на сликата, а тоа се лингвалната површина на новните инцизиви и вестибуларната површина на горните молари и премолари. Секако претпоставувам дека знаете зошто се ова предилекциони места, затоа што тука се излеваат изворните канали на лунковните жлези. Она што е битно да се знае за зъбниот камен е да знаете на кој начин тој се вклучува во етиологијата на пародонталната болест. Разликуваме индиректно и директно дејство на зъбниот камен. Индиректното дејство на зъбниот камен е што оневозможува самочистење и одржување на орална хигиена
и секогаш на површината на задниот камен имаме присуство на дентален плак за кој што веќе зборувавме. Но и неговото директно штетно дејство врз пародонтот исто е значајно. Тоа е неговото механичко притискање, механичко оштетување на гингивата, при што се предизвикуваат одредени хемодинамски промени на гингивалното ткиво. Освен супрагингивалниот зъбен камен, денеска ќе ги спомнеме и субгингивалните конкременти. Субгингивалните конкременти се создаваат и се наоѓаат на коренот на зъбот. Минералите за создавање на субгингивалните конкременти не потекнуваат од слунката, туку овие минерали потекнуваат од гингивалниот ексудат, па затоа се наречени и феруски конкременти. Се создаваат на секој зъб каде што е присутен пародонтален джеб. Значи, не може да има субгингивални конкременти доколку немате пародонтален джеб. Тие се многу цврсто припоени за цементот на коренот на зъбот и многу тешко се отстрануваат. Потребна е сила да се аплицира за да може да се отстранат тие субгингивални конкременти. Тие се многу цврсти затоа што должината на нивното создавање е многу поголема во споредба со создавањето на задниот камен. За субгингивалните конкременти се вели дека се и етиолошки фактор на пародонталната болест, но и последица на пародонталната болест. Зошто последица? Затоа што ви спомнав, тие се присутни само во пародонталните джебови и цврсто припоени на цементот на коренот на зъбот, што значи дека треба да имаме манифестна пародонтална болест и присутни конкременти на коренот на зъбот. Од друга страна пак, присутните конкременти ја влошуваат пародонталната болест и затоа ги вбројуваме во етиолошки фактори, бидејќи прават постојана иритација на мекиот дис на пародонталниот джеб, самата гингива, што доведува до оштетувања и понатамошно продолжување на пародонталната болест. Од останатите наслаги на кои што се поврзуваат со пародонтопатијата и рекол немаат толку сериозно значење во етиологијата, но сепак треба да бидат познати, да се знаат, се материја алба, остатоци од храна, како и одредени пигментации на зъбите. Материја алба и остатоци од храна на зъбите содржат микроорганизми, содржат епителни клетки кои што се деспланирани, распаднати леукоцити, не се тврсто припоени за подлогата, многу лесно може да се отстранат и секогаш под материја алба е присутен дентален плак. Пигментациите на зъбите, иако многу често ќе ги имате како поплака од пациентите, сепак не се поврзуваат директно со настанување на пародонтопатијата. Кои се причините за настанување на пигментациите? Тоа се различни микроорганизми во устата кои што имаат можност да создават темни мракли пигментации, пушењето како фактор, испирањето на устата со различни медикаменти, водички за испирање од типот на хлорхексидин, например, исто така доведува до појава на пигментации. Тие се пред естетски проблем кај пациентите и она што можеме да го поврзаме со појавата на пародонтопатијата е дека овозможуваат поголемото ложење на денталниот плак. Еве на оваа фотографија ви се прикажани типични тутунски пигментации кои што многу ги имате кај пациентите кои што се пушачи, но не толку пигментациите се поврзуваат со пародонтопатијата, колку самото пушење, но на друг начин. Овдека на оваа фотографија, на овој слайд може да ги забележите различни типови на пигментации, портокалови, мрки, црни пигментации и повторувам и нагласувам дека тие не се поврзуваат директно со појавата на пародонтопатијата, туку само се еден естетски проблем кај пациентите. Ви благодарам за вниманието.